Пунктови за бесплатни превентивни прегледи и совети за превенција од топлото време од денеска ќе бидат поставени на повеќе локации во Скопје и во останатите градови. Пунктовите се поставуваат во рамки на програмата Здравје за сите на Министерството за здравство, а во соработка со Здравствен дом Скопје и останатите здравствени домови во државата. Ова е првата вест за денешното издание на Урбаните вести. Останатите содржини следуваат во продолжение. Американскиот амбасадор Пол Волерс во посета на општина Илинден. Интернатот Гоце Делчев во Љубанци доби донација дневна соба од Ото Мебел Маркет. Македонскиот народен театар се подготвува за изведба на представата Електра и Орест во режија на Андри Жолдак. На 19 јули етно базар на плоштадот во Автокоманда. Американскиот амбасадор во Македонија Пол Волерс денеска беше во посета на општина Илинден и основното училиште Гоце Делчев, каде во тек е реализација на проектот за замена на 62 стари и дотраени прозорци и врати со нови. Овој проект вреден 1.200.000 денари се реализира во соработка со USAID. Американскиот амбасадор Пол Волерс денеска беше во посета на општина Илинден, каде на средба со градоначалникот Джика Стојановски беше запознаен со тековните активности во општината, како и реализацијата на повеќе капитални проекти. Амбасадорот Волерс изрази посебен интерес за брзиот локален економски развој на општина Илинден, која станува лидер по инвестиции и вложувања во регионот. Посебен акцент за време на разговорите беше ставен на досегашната одлична соработка на општина Илинден со USAID и американскиот народ, со чија помош успешно беа реализирани повеќе проекти во областа на образованието, културата, јавната администрација, како и животната средина и инфраструктурата. Амбасадорот Пол Волерс го посети основното училиште Гоце Делчев, каде што во соработка со USAID во тек е реализација на проектот за промена на 62 стари дрвени дотраени прозорци со нови алуминиумски со термопан стакло, промена на 5 влезни врати, рехабилитација и освежување на надворешната фасада, како и замена на котелот во училиштето. Вредноста на овој проект изнесува 1.200.000 денари. Денес направивме посета во основното училиште Гоце Делчев, каде што сакавме да го запознаеме амбасадорот за активностите кои што ги работиме со поддршка негова и преку USAID со поддршка на американскиот народ за подобрување на условите во образованието, за реконструкција, санација, односно промена на прозорците и вратите во основното училиште. Големо задоволство за нас е што имаме можност да соработуваме со граѓаните на општина Илинден и со училиштето, да им овозможиме да добијат нови прозорци и да имаат подобри услови за учење. Се надеваме дека ќе ја продолжиме соработката. Волерс беше запознаен и со иновативниот пристап што општина Илинден го воведе во првото средно стручно училиште Илинден, во кое се образуваат кадри според потребите на бизнис заедницата, со цел збогатување на знаењата на учениците преку практична настава и обука. На сцената на Македонскиот народен театар завршуваат подготовките на представата Електра и Орест во режија на Андри Жолдак, едно од најголемите европски режисерски имења на денешницата. Жолдак оваа година е добитник на наградата Златна маска за режија која представува највисоко признание од областа на театарот во Русија. Неговите представи се дел од најпрестижните светски фестивали и се носители на голем број награди и признанија. Директорот на Македонскиот народен театар Дејан Лилик истакна дека е горд што во театарот ќе се одигра една ваква представа. А режисерот Андри Жолдак пак потенцираше дека има чест што со својата представа која пренесува пораки гостува во еден ваков театар. Ние имавме вчера, да кажеме, завршна фаза на овој период на подготовки на оваа представа. Премиерата ќе биде во почетокот на месецот септември, значи со почетокот на нашата нова сезона. Всушност овој проект само докажуваме и го покажуваме патот кој Македонскиот народен театар оди, односно естетиката за која се заложуваме и за представите кои сакаме да ги имаме на нашата сцена. Представи со кои ќе можеме гордо да се представиме и пред македонската публика, но и да излеземе надвор од нашите граници и да се представиме како Македонски народен театар, како продукција во најдобар и најсветол облик
и на останатите театарски сцени во Европа и во светот. За мене е важно дека јас сега работам во недобриот театар во Македонија, Националниот театар. И что театр сейчас и дека тој театар сега получил такое здание и технику, доби една ваква зграда и ваква техника такое внимание и такво внимание вашего правителства од вашата управа и од државата. Я ставил спектакль как свой автопортрет. Представа како свој автопортрет што е во врска со мене каков сум јас денеска во животот. Прашањето е за мене важно и за мене и за Електра. Я, например, Дарья когда-то крикнул на репетиции. На Дарья и велам кога пробаме дека Дарья ты должна меня чувствовать очень сильно. Должна мене да ме чувствува многу силно. Потому что Электра это я. Затоа што Електра тоа сум јас. Електра это спектакль о Електра скрытых тоа е импульсах в представа человеке. за скрините импулси во човекот. Ото Мебел Маркет денеска ја реализираше донацијата во интернатот Гоце Делчев во населеното место Љубанци во општина Бутел. Се работи за комплетно нова, модерна опремена дневна соба за престој на деца од социјално загрозени семејства. Томислав Атанасовски. Интернатот Гоце Делчев од населеното место Љубанци во општина Бутел доби нова, модерно опремена просторија како резултат на донаторската акција што ја спроведе компанијата за изработка на мебел Ото Мебел Маркет. За време трајање на аутлет саемот, дел од продажбата се одвои токму за опремување на дневниот престој на интернатот. Навистина денеска чувството да бидете тука е преголемо задоволство, бидејќи овие дечиња за прв пат денес голема благодарност до Ото Маркет Мебел Маркет, Ото Мебел Маркет, да, за ова што ни го приуштија денес да го видиме. Ние сме имале досега многу донации, но од ваков тип со мебел каде што се е сместена дневна соба за дечињата кои престојуваат тука. И навистина големо задоволство. И јас сум пресреќена денес во овој момент, а се надевам и дечињата кои ќе дојдат од 1 септември ќе бидат уште порадосни и пресреќни, бидејќи ќе се чувствуваат исто како да се дома. Значи, тек сега нема ништо да им фали. Јас можам да кажам дека ние како интернат работиме со 10 деца во моментов се сместени во интернатот. Згрижени ни се тука со двајца воспитувачи. Имаме менза каде што се хранат со доручек, ручек, вечера, ужинки. Се вклопуваат со другите деца од училиштето во селото, значи они се деца кои што учат со другите деца од нашето училиште, од селото и околината околу селото. Доаѓаат од разни места, не се значи од тука, значи од Скопје, од околината на Скопје, имаме од Ѓорче, имаме од Кучевиште деца сместени, имаме од Драчево и така натаму. Постапката е преку Центарот за социјални работи на град Скопје. Многу сме подпомогнати од општината секогаш, градоначалникот е да не излезе во пресред за било што кога немаме нешто, бидејќи е мачно да работиш, нели, и да ги одржуваш овие деца, но се снаоѓаме. Ако не се вакви донатори, кои што денес многу исто така на сите да им се заблагодарам, значи од кога сум директор веќе 6 години, сме имале многу, но не сакам да ги набројувам, но од ваков тип како денес што сме тука, за прв пат е ова, со оваа дневна соба која што не украсува каде што сме сега во моментов. Моли рисување на ѕидовите, клуп, маса, гарнитура, елементи за дневна соба се само дел од донацијата што му даде поинаков лик, ново значење и поуреден изглед на просторот во кој учениците згрижени во интернатот Гоце Делчев го поминуваат поголемиот дел од денот и ги реализираат своите училишни активности, но и се дружат меѓусебно во текот на слободниот период од дневното време. Идејата што ја зацртавме за опремување на просторија во интернатот успешно се реализира. Се опреми намештајот внатре, веруваме дека успешно го изведовме тоа, веруваме дека оваа донација ќе допринесе децата повеќе да бидат мотивирани да седат, да учат овдека, а од друга страна и за нас ова е голем подстрек и понатамо да опремуваме и да учествуваме во некои вакви донаторски акции. Во интернатот се згрижени 15 деца на различна возраст што потекнуваат од дисфункционални и социјално загрозени семејства. Поради тоа македонската компанија Ото Мебел Маркет направи напори да ја претвори оваа замисла во реалност и им овозможи на згрижените деца и на целиот персонал простор во кој се чувствува домашна и семејна атмосфера. Општина Газибаба во соработка со организација на жени Газибаба по втор пат организираат манифестација Етно денови на Газибаба 2014.
Етнобазарот ќе се одржи на 19 јули од 10 до 19 часот на плоштадот во Автокоманда. Општина Газибаба ги повикува сите кои се заинтересирани и кои се занимаваат со изработка на етно ракотворби, накит, украси, предмети, плетива, народни носи, везови и друго, да се пријават за учество на манифестацијата најдосна до 16 јули. Штандовите на кои ќе се изложуваат ракотворбите се бесплатни. Како дел од проектот Интелигентни алатки за креирање политики, отворена е дебата на тема користење на велосипедот како рекреативно и превозно средство во Скопје. Сите заинтересирани можат да оставаат коментари за тоа каква е состојбата со велосипедските патеки на булеварите и на магистралните улици, кои се во надлежност на град Скопје. Дали се задоволни од нивната сегашна состојба, дали на некој од овие патеки има одредени препреки, како и да дадат идеи и предлози на оваа тема. Дополнително, граѓаните можат да оставаат коментари и мислење и за процесот на изнемување на велосипеди кој е организиран од страна на град Скопје и јавното предпријатие Градски паркинг. Дали истиот ги исполнува очекувањата и дава позитивни резултати? Дали има доволен број на пунктови за изнемување на велосипеди, каде треба да се отворат дополнителни пунктови и слично? Сите коментари може да се дадат на сите официјални профили на град Скопје на социјалните мрежи. Проектот Интелигентни алатки за креирање на политики е финансиран од Европската Унија во рамки на FP7 програмата и има за цел да овозможи целосно нов пристап кон водење на традиционалните политики. Преку иновативни методи, користејќи ги социјалните мрежи и анкетни листови, проектот ќе придонесе за подобрување на начинот на кој политичарите и администрацијата комуницираат со граѓаните. Сите добиени коментари, мислења и ставови ќе бидат систематизирани и обработени со специјалниот софтвер и истите ќе бидат вклучени во процесот на креирање политики на град Скопје. Во општина Илинден се одржа тематска работилница за репродуктивно здравје и родова еднаквост, што ја водеше професор доктор Марија Ристеска, а е дел од проектот "Ние сме идни лидерки и носителки на промени во нашите заедници". На работилницата на која учествуваа вработени во образовните институции, советници во Советот на општината, како и лица од областа на медицината, произлегува повеќе иницијативи, како и заклучокот дека во однос на прашањето за репродуктивните права најважна е информираноста. Крајна цел на овој проект, што се реализира во соработка со македонското женско лоби и е поддржан од UN Women, е развивање повисока свест за грижа за репродуктивното здравје преку воведување на информативни денови во општината. Мобилната полициска станица на територија на општина Аеродром ќе патролира на 3 локации, и тоа кај паркот Бановина, кај основното училиште Гоце Делчев и во Долно Лисиче. На 12 јули мобилната полициска станица од 8 до 11 часот ќе биде во населба Лисиче, кај паркот Бановина. Од 11 до 13 часот во село Горно Лисиче, кај основното училиште Гоце Делчев. И од 13 до 16 часот во село Долно Лисиче на последната автобуска станица на број 31. Со цел потикнување на соработката меѓу граѓаните и полицијата, мобилната полициска станица се реализира во насока да обезбеди што поголемо присуство и достапност на полицијата, одржување на стабилен јавен ред и мир и поволна безбедносна состојба, за што се организирани посебни мотопатроли, составени од водач на безбедносен реон и 2 полициски службеници кои што вршат општи полициски работи, за да се детектираат заедничките проблеми на заедницата, упатување на граѓаните во соодветни институции, како и преземање мерки и активности по конкретни пријави од страна на граѓаните. Планот за работа на мобилната полициска служба е истакнат на местната заедница Горно Лисиче Запад, Горно Лисиче Југ и Долно Лисиче, како и на сајтот на Министерството за внатрешни работи, со цел граѓаните подобро да се запознаат со нивното дејствување. Аргентина ќе игра со Германија во неделното финале на светското првенство во Бразил на легендарната Маракана, откако на пенали ја совлада Холандија со 4:2. Веднаш по блокот реклами следуваат и спортските вести.